Председателката Гордана Силјановска-Давкова со највисоки државни и воени почести денеска во Вила Водно го пречека председателот на Албанија Бајрам Бегај, кој престојува во официјална посета на земјава. По свечениот пречек, двајцата председатели одржаа тет-а-тет средба, пошто следуваше и пленарен состанок на македонската и албанската делегација. Во рамки на посетата, Бегај ќе положи венец на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Според официјалната агенда, албанскиот председател ќе уствари средба и со председателот на собранието Африн Гаши, пошто ќе се обрати пред пратениците. Посетата на земјава ја започна вчера со престој во општина Чаир, каде што беше пречекан од градоначалникот Изет Меджити. Во рамки на активностите, Бегај ја посети старата чаршија и положи цвеќе пред споменикот на Ѓер Кастриот Скендербек. За утре е најавена негова посета на Тетово, за што информираше градоначалникот на општината Билал Касами преку објава на социјалните мрежи. Поради официјалната посета на албанскиот председател, утре и задутре во Скопје ќе биде воведен посебен сообраќаен режим. Во периодот од 16 до 22 февруари на ниво на цела држава се пријавени 1113 случаи на грип и заболувања слични на грип, што представува намалување од 3,2% во однос на претходната седмица, се наведува во најновиот извештај на Институтот за јавно здравје. Според возрастната дистрибуција, најголем дел од заболените, односно 621 лица, се на возраст од 15 до 64 години. Регистрирани се 185 случаи кај деца на возраст од 5 до 14 години, 164 случаи кај деца до 4 години, 143 случаи кај лица над 65 години. Највисока инциденца евидентирана кај најмалите, односно кај децата до 4 годишна возраст. Во текот на сезоната 2025-2026 вкупниот број на случаи на грип и заболувања слични на грип изнесува 14.984. Заклучно со 8-та недела во земјава се вакцинирани вкупно 79.118 лица со бесплатна или комерцијална вакцина. Народната банка ја информира јавноста дека од 1 март 2026 стапува во сила законската обврска за банките да применуваат засилена автентикација на клиентите при извршување онлайн плаќања со платежни картички. Целта на мерката е да се обезбеди повисоко ниво на заштита на средствата на граѓаните и компаниите преку дополнителни сигурносни проверки на идентитетот при плаќања без физичко присуство. Од Народната банка посочуваат дека со зголемената употреба на интернет купувањата расте и потребата од повисока безбедност, имајќи предвид дека дигиталните напади и злоупотреби на податоци од картички стануваат се почести. Поради тоа се воведува дополнителна потврда на идентитетот на лицето кое ја врши трансакцијата. Во пракса тоа значи дека покрај внесувањето на податоците од картичката, клиентот ќе треба да ја потврди трансакцијата преку официјалната мобилна апликација на својата банка. Наместо досегашната потврда со SMS код, корисникот ќе добие известување во мобилната апликација и ќе ја одобри трансакцијата со PIN. Обврската произлегува од Законот за платежни услуги и платни системи, представува дел од процесот на постепено согласување со европските правила и стандарди за безбедно извршување онлайн плаќања. Засилената автентикација веќе се применува при увид во платежните сметки, како и при плаќање на физички продажни места и преку електронско и мобилно банкарство од март. Оваа година ќе важи за интернет плаќањата. Со оваа промена, како што се наведува во соопштението, се зајакнува довербата во дигиталните плаќања и се унапредува заштитата на корисниците. По неколку часовни разговори во Женева, Соединетите Американски држави и Иран постигнаа одреден напредок во преговорите поврзани со нуклеарната програма на Техеран, но без конечен договор што би ја намалил опасноста од нова ескалација на Блискиот Исток. Посредник во разговорите беше Оман, а министерот за надворешни работи Саид Бадр Ал-Бусаиди изјави дека средбата завршила со значителен напредок. Сепак не беа објавени детали што би укажале дека клучните разлики меѓу двете страни се надминати. Нов круг технички разговори е најавен за следната недела во Виена, додека двете делегации ќе спроведат дополнителни консултации во своите главни градови. Иранската делегација ја предводеше министерот за надворешни работи Абас Аракчи, кој оцени дека разговорите биле меѓу најсериозните досега. Според него постои согласност за одредени прашања, но остануваат разлики, особено во однос на укинувањето на американските санкции.
Техеран инсистира санкциите да бидат укинати додека Вашингтон бара значителни отстапки, вклучително и дополнителни ограничувања на нуклеарната програма. Од американска страна засега нема официјално соопштение за текот на разговорите со Иран, но дел од медиумите, повикувајќи се на високи функционери во САД, ги оценија средбите како позитивни. Клучниот спор и натаму останува прашањето за збогатувањето на ураниум. Вашингтон смета дека Техеран се стреми кон развој на нуклеарно оружје и бара целосно запирање на процесот на збогатување, кој може да има и цивилна и воена намена. Иранските власти пак постојано негираат дека развиваат нуклеарна бомба, тврдејќи дека програмата има исклучиво мирнодопска цел. Председателот Пезешкијан повтори дека врховниот лидер Али Хамнеи издал религиозен декрет со кој се забранува оружје за масовно уништување. Дополнителен притизвик за преговорите представуваат барањата на администрацијата на Доналд Трамп, која инсистира иранската програма за балистички ракети и регионалната поддршка на вооружени групи да бидат дел од евентуалниот договор. Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека одбивањето на Иран да разговара за ракетната програма представува голем проблем. Следната рунда мировни преговори меѓу Украина и Русија со посредство на Соединетите Американски држави треба да се одржи на почетокот на март во Абу Даби во Обединетите Арапски Емирати, изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски во синоќешното обраќање. Неопходно е да се финализира се што е постигнато во однос на вистинските безбедносни гаранции и да се подготви состанок на шефовите на држави, рече Зеленски, додавајќи дека токму лидерските средби би можеле да помогнат во решавањето на клучните прашања, особено во однос на Русија и како што посочи нејзиниот персонализиран режим. Тој истакна дека војната мора да заврши, дека тоа е ставот на Украина и на нејзините партнери. Изјавата следуваше по разговорите меѓу украинската и американската делегација одржани во Швајцарија како подготовка за нова трилатерална средба со Русија. Зеленски посочи дека повеќе пати разговарал со украинските преговарачи Рустем Умеров и Давид Аркахамија, како и со специјалните представници на Соединетите Американски држави Стив Витков и Джаред Кушнер. Во меѓувреме представникот на рускиот претседател Владимир Путин Кирил Дмитриев се сретнал со американски представници во Женева, но не го коментирал исходот од состанокот. Украинскиот претседател повтори дека Москва според него не е подготвена за мир и дека рускиот лидер не ја запира војната машинерија. Зеленски оцени дека светот мора да биде подготвен да изврши дополнителен притисок врз Русија, посочувајќи дека решенија со санкции насочени кон рускиот извоз на енергија и банкарскиот сектор. Времето во текот на денот ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност и слаб југоисточен ветер. Максималните температури ќе се движат од 10 до 16 степени. Во Скопје се очекува сончево време со температура до 14 степени. Времето утре сончево со мала до умерена локална облачност. По одделни котлини ќе има услови за појава на магла. Ќе дува слаб ветер од југоисточен правец. А во Скопје е сончево време со мала до умерена облачност и со слаб југоисточен ветер. Во делови од котлината ќе има услови за појава на утринска магла.